Значи јавното претпријатие Водовод и канализација во изминатиот период започна акција за промена на сите времени чешми, односно сите јавни чешми што се наоѓаат во градот Скопје. Ние на територијата на градот Скопје имаме околу 250 јавни чешми. Во оваа фаза ќе бидат заменети 55, значи дополнително во почетокот на следната година ќе бидат заменети и останатите. Значи се работи за промена на чешмите во вид на ќе се постават времени чешми кои што ќе бидат на сензори, односно на тајмери, и истите нема ќе не можат граѓаните да ја злоупотребуваат водата, ќе не можат да ги кршат како што има сега вандализам од страна на несовесни граѓани, да ги кршат и да едноставно не бидат функционални за граѓаните. Така, каква ќе биде механизацијата на сензор? Ќе треба да се притисне на нешто или како ќе се одвива тоа? Да, тие ќе треба да се притиснат, ќе трае некаде околу 5 секунди, 10 секунди, зависи од системот како ќе го поставиме. Значи, повторно ќе кажам, ова е цел да се променат сите чешми, со ова ќе се заштити огромна количина на вода, што ќе остане во нашиот систем, ќе има подобар притисок и граѓаните и така натаму, а воедно и нема да можат оние несовесни граѓани да ги вандализираат, односно да ги кршат чешмите и со тоа граѓаните да немаат потребната свежа вода за пиење. Така, овие течат постојано поготово летниот период, на чија заштита ќе биде ова со новите временски чешми? Како што кажав, значи заштитата ќе биде и за јавното претпријатие, а и за самите граѓани, пошто што таа количина на вода ќе остане во нашиот систем и со тоа ќе има подобро водоснабдување целиот град Скопје. Зимно време и замрзнуваа многу чешмите. Оваа механизација како ќе може да делува за време на зимскиот период? Ќе може да се користи или? Значи ние односно сите јавни чешми во градот Скопје ги затвараме некаде крајот на октомври месец, а ги отвараме почетокот на април месец. Така да зимскиот период сите јавни чешми во градот Скопје се во суштина се секогаш затворени, поради тоа да не испукат, да не замрзнат и така натаму.